Нема случаен избор на кандидати за градоначалници и советници од СДСМ за предстојните локални избори, тврди партискиот лидер Зоран Заев. Секое име на можен кандидат се проверува 3 пати, а крајниот избор ќе го има резултатот од телефонските анкети кои се прават за секој од нив поединечно. Овие денови ќе почнеме да ги носиме одлуките и за кандидатите за градоначалници и за советници. Среќен сум што има многу кандидати. Не беше така во СДСМ во минатото. И сега добро е тоа што има толку многу кандидати, но мора да провериме кој тоа народот најмногу го поддржува. Тоа се прави преку анкетите кои што ги правиме и теренски и телефонски. Оние кандидати кои што имат најголема поддршка ќе ја добијат честа да бидат кандидирани од страна на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Резултатите од анкетите покажуваат и промена на менталитетот на гласачите, па сега личностите се ставаат пред партиите, тврдат од СДСМ. Анкетите ни покажуваат дека, фала Богу, партиите се од секундарно значење за изборите. Важни се кандидатите, важни се програмите. И тоа е така во секоја нормална земја, се надевам дека ќе биде и така и понатаму. Јас прво како премиер очекувам регуларни, кредибилни, фер и демократски избори. Инаку за политичките партии, победата на локалните избори е исклучително важна, зашто преку локалната власт всушност се најблиску до гласачите. Заради тоа што и од искуство кажувам, општините се сериозен фактор на влијание во секојдневниот живот на граѓаните. Под нив се детските градинки, училиштата, комуналните предпријатија и многу други институции. Сите тие институции допираат до секое семејство. За сега во Оптек се повеќе имиња од СДСМ како можни кандидати за градоначалници, но ниту едно од нив не е потврдено како сигурно. Во јавноста најгласно се зборува за Благој Бочварски како кандидат за Штип и Јован Матеничарски за Берово. Останатите општини се со повеќе кандидати. Крајен рок партиите да ги достават листите со предлози за советници и градоначалници е 14 септември.